Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Собраниската седница за францускиот предлог за преговарачката рамка за земјава со Европската Унија закажана е за утре во 13:30 часот. Предходно во 13 часот на друга седница обраќање пред пратениците во собранието ќе има претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Европската комисија пред една недела го поздрави ревидираниот француски предлог за преговарачката рамка за Северна Македонија и смета дека овозможува почеток на преговорите со Европската Унија. Владата по добивањето на францускиот предлог рече дека прво ќе отвори широка дебата. На 7 јули од владата преговарачката рамка ја доставија на разгледување и усвојување во собранието и рекоа дека нема да донесат одлука додека за предлогот не се изјаснат на народните избраници во парламентот. Граѓаните имаат право на протести, на критики и на политички активности, но целиот овој антинаратив е заснован на неточни, погрешни толкувања на францускиот пакет. Со оваа формулација во рамката, ставовите за јазикот се неосновани, истакна министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој во гостување на телевизија Сител нагласи дека нема никаква бугаризација, ниту наметнување, а нашите учебници не може никој да ги смени. Таквите шпекулации, оцени се страшила што се користат за некој да добие политички поени и никако не се во интерес на државата. Во оваа фаза, потенцира Османи, нема почиста формулација за јазикот отколку што има во рамката предложена од француското претседателство. Рамката нема врска со протоколот, а протоколот ќе биде објавен, како што рече шефот на дипломатијата, пред неговата средба со бугарската министерка Теодора Генчовска. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во изјава за Канал 5 рече дека ВМРО ДПМН нема да бара предвремени избори ако од владата кажат не на францускиот предлог. Нека излезат со став за поддршка за тоа бугарите да влезат во уставот. Да, споменувавме дека сме подготвени да разговараме, но со одредени гаранции кои што во овој последен предлог не ги има. Затоа што рековме нема билатерални договори, протоколот не ни е познат. Тоа се работи за кои ВМРО ДПМН строго се противеше, а се најдени во последниот предлог, додава Мицкоски. Руската амбасада во Скопје ги отфрли обвинувањата на претседателот Стево Пендаровски за наводна вмешаност на Русија во внатрешните работи во Македонија и на Балканот. Русија не се мешала, не се меша и нема намера да се меша во внатрешните работи на која било држава, вклучително и Северна Македонија. Ова е во спротивност со самата филозофија на руската надворешна политика. Ние го почитуваме кој било избор на македонскиот народ. Подготвени сме и понатаму да ја градиме нашата соработка заснована токму на ваквата основа, на меѓусебно почитување и еднаквост, се наведува во соопштението од руската амбасада. Сојузот на синдикатите на Македонија во соопштение до медиумите во пресред на денешната седница на Уставниот суд, на која, како што е најавено, ќе се одлучува за 60 работни часови од Законот за номинирање стратешки партнер, подсетува дека мора да се зачуваат работниците и работничките права пропишани и загарантирани во Законот за работни односи и колективните договори утврдени преку социјален диалог помеѓу владата, работодавачите и синдикатите. Уставните судии, како што е најавено на денешната седница, ќе треба да одлучуваат по поведена постапка за оценување на уставноста на членот 12 од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридорот 10, во која се оспорува одредбата од членот 12, каде е опатено дека работното време на секој работник во текот на целиот циклус на проектот може да биде во просек 60 часа неделно во текот на годината. Недопустливо и неприфатливо е, посочуваат од ССМ, да се дозволи работно време како едно основно право од работен однос да се утврдува на различен начин со различни закони, зашто се нарушува принципот на нееднаквост на граѓаните утврдени со Уставот. Продолжуваме со вестите и денеска продолжува потрагата по Мартин Јовановски. Неговиот брат побара од македонските власти да помогнат за продолжување на спасувачката акција која според грчките закони требаше да заврши во текот на вчерашниот ден.
Веруваме и се надеваме дека Мартин е жив и ја чека нашата помош и затоа апелираме истрагата да продолжи. Апелираме до македонската влада и нашето МНР да помогнат и да се најде начин, порача неговиот брат во текот на вчерашниот ден. Спасувачката акција почна во саботата попладне, откако тројцата пријатели на плажата во Посиди влегле во морето, но биле одвлечени од силните морски струи. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вчера попладнето остварил телефонски разговор со неговиот грчки колега Никос Дендијас околу потрагата по третиот македонец кој исчезна во водите на Егејското море на Халкидики. Османи информира дека и покрај изминувањето на редовниот рок согласно грчките закони донесена е одлука грчките надлежни служби да продолжат со потрагата по исчезнатото момче. Упатив благодарност за оваа одлука, како и за трудот и пожртвуваноста на грчката крајбежна служба, војното воздухопловство и локалното население вклучени во потрагата, се вели во објавата на министерот. Уште неколку вести во продолжение. Руската амбасада во Македонија во текот на вчерашниот ден објави информации од Руското министерство за одбрана со билансот од странски платеници кои според нив во моментов се борат на фронтот на украинска страна. Според овие податоци, од почетокот на инвазијата во Украина заминале 79 лица од Северна Македонија или со македонско државјанство, од кои 24 загинале. Во билансот стои дека 19 македонски платеници досега ја напуштиле Украина, а 36 остануваат да војуваат. Украина го осуди новиот декрет подпишан од рускиот претседател Владимир Путин, со кој на украинците во сите делови на земјата им се дозволува да добијат руско државјанство. Во декретот подпишан на 11 јули се наведува дека сите украински државјани и лица без државјанство што живеат во Украина можат да добијат руски пасош. Истата поедноставена процедура беше воведена од Москва во 2019 година за жителите на регионите Донецк и Луганск, чии делови се под контрола на сепаратистите поддржани од Кремљ од 2014 година. Проширувањето значи дека окупацијските планови на Русија немаат географски ограничувања, напиша на Твитер Марија Золкина, раководителка на студии за регионална безбедност и конфликти во Фондацијата за демократски иницијативи во Киев. Германија целосно ќе престане да купува руски јаглен на 1 август и руска нафта на 31 декември и ќе доживее голема промена во изворот на снабдување со енергија на земјата, изјави на конференција заменик министерот за финансии Јеорг Кукиес. Клучниот предизвик за земјата ќе биде пополнување на огромната празнина што ќе остане кога Европската унија ќе се откаже од 158 милиарди кубни метри газ што годишно ги испорачува Русија, додава тој. Ваквата изјава Кукиес ја даде на енергетскиот форум во Сиднеј организиран од австралиската влада и Меѓународната агенција за енергија. Германија претходно 40% своите потреби за јаглени нафта ги задоволуваше од Русија. Уште една вест пред крајот. За прв пат после 3 месеци цената на нафтата Брент утрово падна под $100 за барел поради загриженоста за глобалната рецесија што ја намалува побарувачката. Конкретно, цената на барел северноморски Брент за испорака во септември падна за 7,10% до 99,49 американски долари. Тоа е прв пат нафтата да падне под границата од $100 за околу 3 месеци. Паралелно со пат од 7,92% се затвори цената на барел американска нафта за испорака во август на $95,84. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.